Откако уште на комисијска расправа со куп амандмани го блокираше законот за медиуми, предложен од владата, Левица преку лидерот Апасиев во Кочани објасни дека проблемот со локалните и регионалните медиуми ќе го решава со амандмани, се со цел да спречи неосновано богатење на собствениците на националните телевизии и радија. При тоа ќе се бара спроведување јавна расправа на сите застегнати за да се изнедат најдобрите решенија. Еве што вели Апасиев при посетата на Кочани, каде присуствуваше на отворањето на канцеларија на Левица. Дури и во овој закон кој што се обидува да го прошврцуваат, вие како локални мали медиуми сте испуштени. Значи и во овој кој го блокиравме ние, вас не ве предвидуваат само 5 национални големи телевизии и некои регионални, додека локалните воопшто не фигурираат, така што штета искрено немате затоа што вас ве нема практично во законот. Сега нашата филозофија е дека во ситуација кога народот плаќа преку буџет радиодифузен сервис јавен, илузорно е приватњаци да се богатат од државни пари. Од тука нашата логика и филозофија потекнува тоа дека се што е во јавен интерес треба да биде бесплатно. Тоа значи дека за овие кампањи нашиот став е дека треба да бидат бесплатни без оглед дали телевизијата е јавна или приватна, и ние стоиме на тој став и поради тоа е блокадата. Проблемот што со години никој не се сеќава да понуди квалитетно и одржливо решение за проблемот со медиумите, поради што голем број од нив беа принудени да згаснат, а дел грчевито се борат да опстанат во актуелните ненормални услови за работа, проблемот го прави посложен фактот што за одреден број медиуми законите не важат, па така едни на разни начини добиваат пари од општината и од државата, а други не. Уште поголем проблем е што во западниот дел на државата поедини медиуми се претрупани од средства, додека на истокот не им се даваат ниту трошки.